Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска. Десетици илјади христијани се собираат во Витлеем за прослава на Божик, а од најновите операции во Ирак, безбедносните сили уапсиле 93 осомничени припадници на Ал-Каида. Во продолжение, блокот вести. Витлеем на западниот брег, родното место на Исус, денес е локација каде се одржуваат бројни прослави што ги води латинскиот патриарх Фуад Твал, највисокиот духовен лидер на Римо-католичката црква во светата земја. По повод празникот во Витлеем допатува и палестинскиот председател Махмуд Абас од неговото седиште во Рамалах. На аџиите во Витлеем тој им порачал дека се надева од наредната година ќе донесе безбедност, стабилност и, цитираме, независност за палестинскиот народ. Полицијата во Индија трага по четворица наводни припадници на милитантна група со седиште во Пакистан, кои дошле во Мумбај со намера да изведат напади. Властите изделе потерница по четворица мажи, за кои велат дека се членови на Лашкар е Таиба. Ирачкото министерство за одбрана соопшти дека безбедносните сили уапсиле 93 осомничени членови на Ал-Каида во западната провинција Амбар. Според портпаролот на министерството, акцијата е резултат на серија рации спроведени доцна синоќа. Ова е во согласност со определбата на ирачкиот премиер Нури Ал-Малики, кој порано неделава за безбедноста кажа дека е негов главен приоритет. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. По 20 годишно планирање, споменикот што му оддава чест на големиот борец за граѓански права Мартин Лутер Кинг е во завршната фаза во Вашингтон. Објектот вклучува голема статуа, зид испишан со најпознати мисли од негови говори, како и книжарница. I have a dream that one day this nation will... Американскиот лидер за човекови права Мартин Лутер Кинг помогна да се смени курсот на историјата на Соединетите Американски држави. Споменик на националното шеталиште во Вашингтон ќе му даде признание за неговите придонеси за татковината. Грандиозниот објект ќе биде представен на 28 август 2011. На истиот ден, кога во 1963 тој го одржа неговиот најпознат говор "Имам сон". Хари Джонсон е председател на фондацијата Мартин Лутер Кинг. Многу се радуваме што ова напредува. Наскоро ќе имаме споменик за Мартин Лутер Кинг на националното шеталиште. Меморијалот ќе зафати половина хектар земјиште недалеку од Вашингтонскиот обелиск и спомениците на Джеферсон и на Линколн. Джонсон вели дека споменикот за Кинг ќе представува моќен потсетник за разноликоста во САД, посвета на напредокот на земјата во областа на почитувањето на човековите права. Ако Америка е полна со предрасуди, како што велат некои, зарем би ставила споменик на афроамериканет на националното шеталиште? Секако не. Некои велат дека ја потенцираме различност, но ние сега имаме Америка, чиј одраз е на националното шеталиште. Мислам дека посетителите од светот ќе видат дека сме подготвени да покажеме кој бил доктор Кинг, како размислувал не само за Америка, туку и за светот. Джонсон вели дека плановите за денот на откривањето на споменикот неминовно го вклучуваат Барак Обама, првиот председател на САД од афроамериканско потекло. Празничната сезона е магична во стариот дел на градот Александрија во близина на Вашингтон. Згради кои датираат од 18 век се украсени за Божик, а две најзначени историски места, поранешната таверна и поранешна резиденцијална зграда, нудат тури со свеќи за да им покажат на посетителите како се прославувал Божик во доцните 1700 години. Божик, како што се славя во 18 век, се чини дека е повторно заживеан во стариот дел на Александрија во сојузната држава Вирџинија, со традиционална музика, танци и прекрасни декорации. Во доцните 1700-тите години, овој град бил важно пристаниште на реката Потомак, што сега минува низ Вашингтон. Можеби најживо место овде била таверната Гацби, што важела за центар на политички, деловен и социјален живот на почетокот на изградбата на Александрија.
Неколку американски председатели го посетиле ова место, а денес во склоп на таверната се наоѓа и музеј. Водичот Кети Кели вака ја опишува божикната сцена од минатото. You would have had a very crowded, noisy, smoky, bustling room. Вообичаено оваа просторија била бучна, задушлива и преполна со луѓе. Веруваме дека во неа седеле само мажи кои уживале во добра храна и пијалок. 12-годишната Сара Джордан исто така помага во организирање на турите. Таа вели дека Божиќ во 18-тиот век бил повеќе од верски празник, а декорациите главно биле од зеленило од локалните дрвја, како магнолија и грмушки. Божиќ истовремено бил и време за забави и танци. На горниот спрат на таверната Гацби има голема сала за бавови. Таа се користи и ден денес. Танчерот Лари Корки вели дека првиот претседател на САД Џорџ Вашингтон доаѓал овде за прослави на неговиот роден ден и танцувал. За Божиќ традиционално имало и големи гозби. Во куќата Карлајл, исто така во стариот дел на Александрија се нудела најразновидна храна. Во 1700-тините таа била дом на Џон Карлајл, богат трговец. Денес таа е историска знаменитост. Домакинот бил познат и по тоа што им давал мали подароци или готовина на сите што доаѓале да го прослават Божиќ. И оваа куќа во моментов е отворена за тури за посетителите. Таверната Гацби, на местото на оригиналната трпезарија, сега има ресторан, каде се служи дел од истата храна популарна за 17-тиот век. А во понеделник Божик време за дарување, прилог за ангажирање на доброволци во активности што го полнат срцето повеќе од материјалната добивка. Гледате во следниот Ньюсфлеш. Во понеделник во Ньюсфлеш за празниците во САД се слави, но и се дарува. Колку пооригинално, подобро. Запознајте се со проект на добротворна организација која работи со ракотворби од светот во следниот Ньюсфлеш. Од студиото во Вашингтон го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието, а на сите католички верници честит Божик. До гледање до понеделник.